Стрес по стрес за граѓаните со јавниот превоз. Уште едно утро, наместо опуштено, граѓаните стравуваат дали навреме ќе дојде автобус за да стигнат, кој на работа, кој на лекар, кој на училиште. Сепак хаосот изостана, а решение како и многу пати досега се најде во 5 до 12. Проблемот со газ преку ноќ се надмина, но дилемата е до кога тоа ќе трае. Од синдикатот вела дека засега метан и газ има. Автобусите возат, но и понатаму главниот проблем е во тоа што нема доволен број за да се покријат потребите на граѓаните. Автобуси дали има доволно? Нема. Тоа често пати го кажеме дека навистина нема доволно автобуси, али моментално тие што се обраќаат тие возила се од вчера имаше нешто најава дека нема доволно метан. Али од синоќа добиле метан, ги танкирале сите возила, во ред е со нормал, сите возила што се на метан, почна нормално денеска на линија, нема никакви прешки. Предупредување имаш уште вчера, кога ЈСП ги извести граѓаните дека состојбата може да биде критична. Тие ги известија да се подготват за можни проблеми со возниот ред, поради ремонтните активности на регионалните гасоводни системи. Граѓаните се жалат дека веќе им е преку глава да слушаат изговори и да мрзнат во утринските часови пред автобуските постојки. Ретко се возам со автобуси, ама еве сега денеска исклучив, нема. Еве 40 чекам скоро сат време нема. Од 9:30 сат чекам. Нема 41. Јас вака многу ретко користам автобуски превоз, меѓутоа колку што слушам од граѓаните дека да, долго чекаат автобуси. Така да сега ќе видиме кога ќе дојде. Нема автобуси. Не знаеме како ќе стигнеме на работа. Па од пред 9 и 10 и 15. Требаше да има сега 15 до 10. Ама не, ја немаше. 10 минути сигурно до 20. Сега пред 5 минути. Поредовничо овие 21 ја чекам. Во меѓувреме и приватните превозници кои претходно имаа прекини во сообраќањето поради долгови, најавуваат дека ќе продолжат да возат по нормален возен ред и распоред поради интересот на граѓаните.